Здраво Македонија, добре дојдовте во петочното вечерно шоу, а започнуваме со нашето познато Охридско ренде, или стендап во кој рендаме ставови и коментари на опасни фаци, на ситно, за да направиме убава петочна салата. И не по моја вина, не по ваша вина. Повторно после некоја недела свое парче јавност доби ди легендари фрле човече и шо да правам, како да не го гледам, та да научиме нешто од овој голем професорски. Македонија е во таа смисла не е поделена, али е и поделена. Има еден слој кој е секогаш хтонски ВМРО-вски, една војска таонивна. Има еден друг пограѓански слој, по-васпитан слој, ја ќе речем по-пристоен слој, кој се организира околу леви партии, највеќе околу СДСМ. Ете сега знаете, ако сте за СДСМ сте воспитани, ако сте за ВМРО вие сте неваспитана војска човече. Од устата на еден од најголемите поддржувачи на останувањето на Венко на чело на СДСМ, односно еден од ретките стари функционери кои шаком и брадом, што би се рекло, му дава легитимитет на Вилипчета после големиот изборен успех да продолжи да си тера на бихачка меѓу васпитаниот народ. И кој ни овозможува кога владеат, прво со одговорност да владеат, значи главните, да не повторувам тоа, сите добри работи во Македонија, сите важни работи за позиционирање на Македонија ги направила таа партија. И второ, демократскиот живот во граѓанска Македонија е попристоен, не те гњават, не те малтретираат, власта не се докажува врз тебе. Значи, друг тип на владење има. Дури и кога грешат, они не те малтретираат тебе. Тоа е еден нормален, би рекол, нормален демократски муд, поради што таа партија заслужува поддршка. Заслужуваат поддршка, пошто Фрле се осеќа покомотен. Не го малтретирале додека владееле. А овие невоспитаните ВМРО-вци го измалтретираа од Њујорк да се врати од амбасадорлак, откако претходно воспитаните комуњари го пратија на гурбет и уживање. И затоа треба да им се даде поддршка на воспитаните човече. Професорот знае да аргументира очигледно. Во овој случај мислам дека раководството заслужува поддршка во смисла да се обиде да ја дигне партијата. 120 се дигала СДСМ во такви услови. 2009 јас ја преземав како нивни председателски кандидат на таа коалиција со 120.000 под ова ниво, што е сега. 220. Па за време на Шекеринска, мисли, 220, не сум сигурен. Неверојатно на вистиното, ама човеков е упорен со оваа бројка дека СДС имале 120.000 гласови, тука вели на изборите во 2008 пред тој да ја преземе како кандидат партијата на председателските избори 2009. Многу измешани брзини, ама кога ти треба оправдание, може и да се измисли бројка, не е проблем. Еве што зборуваше пред некоја недела. Моето искуство е следно. После тој ниво, која беше тоа, Шекеринска беше шефица на партијата, 120.000 на председателски избори 2009, само со акција, само Тука се 120.000 на председателските 2009 вели, кај што тој беше кандидат и имаше 220.000, а претходно вели пред изборите има 120.000. Абе никогаш немале толку малку гласови како до сега, ама упорен е човеков. Па уште 998 пати ако го каже ова, може и да стане вистина. Или може би уморен е малку и почнал да заборава. Кој знае? Над Филипче постојано стои таа сенка дека на некаков начин е човек на Заев и дека таа партија е натаму перцепирана во јавноста како контролирана од Заев. Видите, прво и основно, влијанието на некакви партиски барони, ги викаат, не е ништо ново. Јако. Ем признава дека Заев влијае во СДСМ, што не му оди баш во прилог на Филипче, ем го нарекува Заев барон. И да, ќе се согласам ако е баронот Минхаузен во прашање. Инаку, не ги вика некои барони, тој ги нарекува така. Не треба да се изолираат бароните на партијата. Тоа се политичките лидери со кои предходно значајни линии имаме поврзани. Не треба да ги активираме. Ете, да подсетиме и нова. Одиме сега уште појако. So what, ако е контролирано од Бранко Црвенковски или од Заев влијањето? Што? Нормално. Добро, са, ако треба да се реформира. Не. Па што ако Бранко или Заев ја контролирале? So what? Има председател кој е веројатно некаква кукла, а Бранко или Заев ја контролираат партијата. И тука патем Бранко го додава како филер, да не е само Заев, нели, да ја ублажи малку работата, да ја зашекери, иако реално ја забибери.
Темата дека треба да се ослободи од влијанието на Црвенковски, на Заев, на не знам кој, е лажна тема. Зашто се ослободи? Дека влијаат. Ако може да влијаат конструктивно. Дека пораз доживеале тие политики. Види, тие политики доживели триумфални победи. Опа! Ајде да видиме кои се триумфалните победи. Види, тие политики доживели триумфални победи. И тоа победи какви што Македонија никогаш не доживеала под ВМРО ДПМН, например. И да ги набројувам Бранко, и да го набројувам Заев, да не тегнявам со тоа. Не бе човек, гњави. Ме интересира многу која е триумфалната победа на Заев на избори, например. 2016-та изгуби, ама ја зеде власта со гимнастиките со Ахмети. Изборите 2017-та победи, точно. 2019-та на председателските првиот круг едва СДС и ДУИ заедно победија неколку илјади пред Гордана. А во вториот круг со сите албански партии успеа да ја победат Силјанска Давкова. Во COVID 2020 изборите заедно со Беса само 2 пратеника имаа повеќе. 21 на локални патосирање, 24 на парламентарни и председателски патосирање, 25 на локални патосирање. Или можеби мисли на триумфалните победи какви што Македонија не видела од типот ФИРОМ, промена на знаме, територијална прераспределба, сменето име, заедничка бугарска историја. Океј, може и на тоа да мисли. Друг е проблемот зашто е нападот врската. Прво имаме ненормална ситуација, не забележуваш. Власта место се бави со владење, ги има сите кои. Он се бави со опозицијата. Се бави со Заев кој 5 години, 5-6 години е во граѓани. Зашто е тоа? Не се прашал. Еве, јас сум се прашал. А еден човек пред 35 секунди рече, бидејќи Заев има влијание во СДСМ и тоа било сосема нормално. Ти не си се прашал дека пред малку сам си одговори на ова? ВМРО ДПМН има синдром, ДНК има сега, вградено кај себе, од кој се нарекува прженски синдром. Они се плашат од смена на власт која му се случи на Груевски. И пазете сега, започнува да ја открива големата стратегија професорот универзитетски Фрле, објаснувајќи го пржинскиот синдром. Добро внимавајте како СДСМ ќе дојде на власт. Ако Европа тргне да ја пацифицира овој дел од Балканот, тогаш ние ќе дојдеме повторно во фокус. Сега ние не сме во фокус. Сега они го презираат како премиер, го ставаат на страна како безвезен тип и не се бават со него. И ми викаат услови имате и бегај. Исполни ги. Кога ќе дојдат на интерес Македонија да влезе во безбедносниот чадор и да искочи од руското влијание посериозно, тогаш ќе вршат притисок на власта. Од тоа се плаши ВМРО. Тоа е бржинска ситуација. Добро, дали стварно го советувате Венко да им оди погајда на бугарите за да си чека нова пржинска ситуација во која тој ќе биде миленичето на Европа, која пак ќе решела да ја решава Македонија? Бидејќи народот изгледа, мислите, заборави колку добар епилог имаше Пржино пред 10 години. Какви будалетинки чуече. Сега, за разлика од српската, македонската успешна пржинска ситуација е затоа што има консолидирана опозиција во тој момент. Бидејќи независно од меѓународниот притисок, вие мора да имате консолидирана опозиција да ја преземе алтернативата која ќе биде срушен режимот. Детална анализа е ова бе. Режим има, па ќе се сруши режимот и СДСМ ќе биде консолидирано за да ја преземе ситуацијата, односно власта. Затоа и се фалеа после потопот на избори дека тие фактички не биле потопени, туку биле консолидирани. Фантастични идеи. А каде има? Србија, имаме во моментов ние во Македонија? Србија нема таква опозиција. Тоа е раздробена и затоа Вучич се мучи и себе нашава и е тргната другите. по тој пат некако. Не. Немој Гоце да му ги рушиш тезите на идеологот. СДСМ не пропадна за време на Груевски, иако беше под овие услови. И бетер. Он остана консолидиран и во еден момент, заедно со шарената револуција, ја дигна опозицијата. И со целосна артилерија на најмокните светски тајни служби, специјални операции, шарена Куртонијада која глумеше граѓанство, Катица која глумеше писмена и така натака. Памти ме, чуече, памти ме. Обидуваа да ја разбијат до крај опозицијата, да ја пацифицираат, да направат некаков изданок на ВМРО ДПМН, да биде таков договор, за да не може да преземе во еден момент кога ќе дое притисок врз нив и можно со смена да не може да ја преземе алтернативата. Тоа е Пржино 2 и тоа е стравот поради кој тие се бават перманентно со Заев, со СДСМ у ситуација кога ги имаат сите инструменти локални
и национални да владеат. Чеј, ВМРО се бави со Заев, кој не бил никаков фактор, иако влијае во СДСМ, бидејќи се плашило од Пржино 2, која е платформата преку која СДС ќе дошла на власт, не преку избори, туку преку Пржино 2, кога Европа ќе решила да ја реши Македонија, а? Упорни се со Пржино, овие спржени на избори. Не народ да ги одбере, туку вишата сила. Оние кои од нива ги црпнуваа за да бидат велики лидери. Тие ќе си седат и ќе си чекаат Пржино пак да се деси. Народот кој го шиша? Кога ќе дојде Пржино, ќе има нова шарена куртонијада и ќе го замафтаат пак граѓанството. Немаат тие план да се прилешни за народ преку политики, преку политичари, нови фаци, стари фаци, било какви фаци. Не, Пржино им е рецептот. Ако некој имаше некакви дилеми. Валјда и затоа во 34 години независна Македонија на избори победиле во 94-та без ВМРО да учествува, 2002 единствен пат и никогаш повеќе, освен она со Беса од 2020-та ако им го рачунате. Тие секогаш на власт да дојдат се надевале со помош на некакво Пржино. И она што ја го викам јако ВМРО слаба Македонија, тоа се гледа во овој случај. Бидејќи они немаат опција за развој, немаат пари од кај да повлечат. Практично имаме една ситуација кај што имаме една гладна бирократија нивна, која као функционира само у себе, и тука се изразува тоа идеално со прашањето кое премиерот му го поставува на Орце. Докај си со китењето? Тоа е клучна реченица која одразува владењето на Тоа е љубопитност, веројатно, прашање. Не е љубопитност. Кај си со китањето е една формална ситуација на правење политика, нема никаков суштински развој. До кај си со китењето има 100 пати поголема политичка тежина од ајде да го чекаме Пржино за да си дојдеме на власт. При што јасно е дека циникот фрле, чуе че ова го користи за други цели, прикажувајќи прашање на премиер до градоначалник, значи замислете премиерот го прашал градоначалникот нешто, дека тоа било епитом на сите политики на власта. Што да повторам, и да е така, иако не е, има 100 пати поголема политичка вредност и тежина од чекајќи го Пржино, филмот кој упорно го фура чуече експертов. Тоа е како во старите селски куки, богати куки, кај што салоните уште немаат најлон симнато од намештајот, не ги греат салоните, ладни, и сите се набутани од едно кујниче кај што го греат во куќата. Тоа е, македонците се сега набутани у кујничето. И го чекаат Пржино, да спржи некој странец јајца, ако се најдат јајца таму кај вас. Ти се свига ли продолжениево на приказнава која ја почна со друга цел? Во кујничето сте набутани и чекате Пржино. Каква мизерија! Полека сега, ја не знам колкава штета они ќе направат, колку тоа ќе трае, меѓутоа мислам дека ќе се случи следното. После завршетокот, ако забележуваш, фокусот на судир Русија-Запад го презема од американците Европската унија. Значи сега не е судирот Русија-САД. Ете, решението на проблемите го започна со решението на судирот Русија-ЕУ. Секогаш разбирал меѓународна политика, чуече. Идејата ми не беше тоа, идејата ми дека беше фокусот после ќе биде на Балкан. Фокусот ќе биде на Балкан. И ние влегуваме повторно, фала Богу, повторно влегуваме во фокус на европски притисок. Да цитирам ако лошо чувте. Фала Богу влегуваме повторно во фокус на европски притисок. Тоа е средината која ја сака чуече Чуеков. Да има европски притисок, некакви ванхојтевци пак да го мерат тонот кој што го кажуваме во медиумите. Некакви катици да почнат да обвинуваат, иако дошле до 25-тата буква од азбуката со учење. Некакви барони ко Муртенхаузен да пробаат пак жени преку вода да не носат. Тоа е посакуваното сценарио. И во Бога ќе поверува Асли Комуњара ако тоа му донесе европски притисок кам шикари и Пржино. Не знам што пишуваат воопшто програма. Треба само да наведат. Ке правиме се што треба за некој друг од надвор да дојде и да ни заврши работа. Да не седне во фотелите, да не остави да правиме што сакаме, да тренираме магариња, да шиткаме марихуана и така натака. А ние само ќе го смениме уставот и ќе ви бидеме најдобрите партнери. Народот кој го шиша, народот ќе биде магарето, кое ќе го истренираат европјаните, а ние само ќе го јавнеме. Чуече. Американците се повлекоа после Трамп. Ја мислам дека тој период ќе донесе до оваа ситуација можно Пржино 2. Значи вие верувате дека Европска унија овој пат навистина планира да има ново проширување, зашто Гоце, тој планира само да има Пржино 2, ништо друго не планира. Не си го троши прашањето џабе. Само Пржино 2 да има и ништо друго не сака чуече Чуекот. Пржино 2, Пржино 2.
И после се чудите зашто 5 века сме биле поробени. Или како имало во Втора светска војна 100-200 души кои со душа чекале да дојдат администраториве од Пржино 1941. Затоа заговорниците на Пржино 2 денес силно инсистираат да го смениме уставот и ве убедуваат дека тоа е за ваше добро. Победа дека е тоа за Македонија, како што победија на локалниот прилика. Видите колку е тоа глупаво го се кажано. Бугарите уставот се македонски интерес да се внесат, бидејќи со внесување на бугарско малцинство во уставот, ние го решаваме нашиот суштински тензичен судир со бугарите, како еден народ во две држави. И по 100 пат. А сега, бидејќи не се вметнати во уставот, не е сигурен чуече Фрле дали сме еден народ или не. Влијателниот барон Заев, впрочем, и викаше дека сме братски хора, сшти народ. Логично е да има и дилеми фрчковски, ама ако го направиме ова на што бугарите инсистираат, ние ќе ги победиме, чуече. И затоа оваа екипа ќе го чека Пржино 2, за да дојде моментот која ќе им удоволат на администраторските идеи. Гениално. Се зборуваме идентитетски и историски такви Идентитетски прашања. барања во францускиот предлог нема. Идентитетот наш е чист, никој не го спори. Праша, види, идентитетот кој ќе го видиш француски барања не го спорат. Никој не го спори идентитетот, бе. Што збориш, чуече? Каков идентитет? Комшиеве ни спорат дали Вардар е исчистен од пластични шишиња. Не идентитетот. Каков идентитет? Кој спомнал идентитет? Кога Бугарија чуеше ни спорела идентитет? Шутие. А ни грците не ни спореа идентитет, нели? Тие само куферчиња некои носеле кај Киро Глигоров преку да не кажам кој лик, од љубов, не за идентитетот. И така, ајде ние да си го чекаме Пржино како штурецот со мравките и чао. Цигулигу, цигулигу, Пржино, Пржино, Пржино. Еве да речеме, Бугарија се по вампири не блокира. Тоа што сме ние со бугарите малцинство устав, тоа е добит за нас 100%. Ние тоа ќе го конзумираме, ќе оставиме од джеп и одиме понатака. Тоа за нас е добро. Па да, најдобро. Еве, менуваме устав и Бугарија не блокира. Што е тоа за нас? Тоа за нас е добро. Ем сменет устав, ем нова блокада. Па нема подобро. Тоа за нас е добро. Во еден момент нив да ги имаме како малцинство и во еден момент да го имаме решено тоа прашање и седнуваме вака и ги гледаме. Вие сте малцинство, ние сме два народа, тоа лошо ли е? Не е лошо за нас, тоа не може да биде лошо. Не може да биде лошо. Како може да биде лошо? Па може ќе ти речат, ајде сега заедничката историја ставија во учебниците или ќе има вето. Па добро, тоа лошо ли е за нас? Не може да биде лошо. Како да биде лошо? Ајде ќе кажат 3 март, државен празник, Сан Стефанска Бугарија да се слави во Македонија. Лошо ли е тоа за нас? Не може да биде лошо, нели Фрле? Само кажи жителеп, кои сте вие кога велиш за нас, бидејќи не ќе да играме од иста екипа, чуече. Туку не чекаше веде председникот ни еден ден и уште денес, ден по интервјуто на Фрле започна со спроведување на планот Пржино 2. Да, внимавајте што се случи денес. Дозволете денеска да најавам две крупни иницијативи кои означуваат нова етапа во борбата со криминалот, корупцијата, криминалните шеми на ВМРО ДПМН. Ајде, ја имаме новата катица изгледа. Две крупни иницијативи најави како нова етапа против криминалните шеми на ВМРО. Ајде, слушаме, царе. СДСМ ја повикува европската обвинителка Лаура Ковеши да ја посети Македонија. Лично да се запознае со малверзациите кои ВМРО ДПМН ги прави со европските фондови и кои, и тоа што е веќе јасно, ИПАРД програмата во која се загрозени 130 милиони евра. Па да бе, ја покани да дојде Романката Ковеши во Македонија за да го спасувале ИПАРД. Таа е поранешната специјална обвинителка во Романија, па ја набрка оттаму и ЕУС ја зема под своје, веројатно како умен ученик. И даде функција, за разлика од Катица, незината колешката на Ковеши, која заврши на друго место. А зошто ја викаш Лаура Ковеши легендо? Па што не му се јавиш на обвинителот кој вие го биравте во собрание? Но фактите се јасни. Се случи најголемата проневера на европски пари во Македонија. ИПАРД фондовите, и тоа луѓе, членови на ВМРО ДПМН, луѓе блиски до премиерот Христијан Мицкоски. Прво, осомничените беа уапсени веднаш. Второ, 50.000 евра беше сумата која се појави во јавноста за тој случај. Тоа е неколку пати помалку од парите за тренирање магариња. Мислам, ако веќе зборуваме за европски средства и ти сега си апостолот на моралот и честноста. Со вклучувањето на Лаура Ковеши, овој скандал очекуваме целосно да се расчисти
А при тоа, исто така многу важно, да се осигураме дека ваков скандал со европски пари повторно нема да се случи. Јас па мислам дека со вклучувањето на Лаура Ковеши очекувате Европа да започне повторно да се меша со нивните катици во Македонија, како што најави Фрле погоре, за да дојде, што? Пржино 2, така е. Инаку уште пред 3 и кусур години нашето обвинителство, Јовевски мислам беше, има подпишано меморандум со Ковеши, таа Ковеши, да разменуваат информации, така што ова што го бара Венко по службена должност треба да се одвива позадински, а за тоа може да го замоли републичкиот обвинител кој тие го избраа пред некоја година. Ама не му треба пресконференција за да побара спас во европската обвинителка Ковеши, бидејќи нели го чекаме Пржино 2, аха. Не е ова темен вилает на ВМРО ДПМН да се играат со судбината на Македонија и да се играат со европската иднина на граѓаните и да се играат со европските фондови кои што се наменети за подобар живот на граѓаните и за подобар систем тука во државата. Со судбината на граѓаните, јас би рекол дека може би си игра оние кои веројатно правеа бизнис обиди со набавката на вакцини во ковид, ама ај да не ти кршам филм. Ковеши да дојде. Иако може еве и Меркел нека дојде и да ни каже дека уште ова малце и влегуваме во ЕУ, и после Тереза Меј нека дојде и Макрон да дојде и да кажат дека се ќе биде во ред, како на времето. И јоп, Пржино 2 и СДС на власт. Што има лошо во планот? Народот за СДСМ е во право и кога греши, го знаете тоа, греши народот кога не ги бира. Плюс, се фалеле не еднаш дека ако го слушаат тие народот, никогаш немаше да ги направат големите успеси кои ги направија. А за ИПАРД-МИПАРД, ако имате други прашања поврзани со познатиот Ајвар, вие не сте за Европа, туку вие сте за Русија. Истото важи и ако не сакате да го промените уставот по желба на Бугарија, русофили едни. Друго, шефе? Понатаму, втората иницијатива, сакам да информирам јавноста дека веќе формиравме така наречен антикорупцијски тим во рамките на нашата програма Нова сила. Антикорупцијскиот тим е еден од столбовите на ова нова програма, дозволете да го образложим. Го распушти целото раководство, освен себе си, бидејќи тој е крунисаниот цар, од колено на колено ја доби титулата, ама пак формирал антикорупцијски тим. Со младината на СДС која собрал позади, бидејќи во моментов веројатно нема кој друг да застане позади него. И што ќе правеле? Ќе ловеле корупција. И кога ќе ја најдат, ќе ја викнат Ковеши или Нинџа Желките или Спајдермен да дојдат тука и да направат Пржино 2. Што ќе работи овој антикорупцијски тим? Тоа што го гледаме овие денови. Ќе истражува скандали, ќе анализира документи, ќе ги презентира до јавноста, ќе ги разоткрива сите корупцијски шеми на оваа криминална власт, ќе поднесуваме соодветни пријави до национални и меѓународни институции. Јака корупцијска шема открија на вистина. Јавна набавка која е јавно објавена, тие открија дека е можеби поврзана со Димча Арсовски од ВМРО, бидејќи еден од тие кои ја добиле се презивал, замислете Арсовски, замислете исто како Димса. Откако открија истражителите дека и други луѓе во Македонија се презиваат Арсовски или може да имате исто презиме, а да не сте роднини, што направија? Се извинија ли? Не. Нормално. Како тие да се извинат? Го пуштија Фрле, чуече на тебе, да раскажува за Пржино 2 и Венко да повикува европски обвинителки во Македонија да им помогнат да дојдат на власт. Веќе видено и веќе досадно, ама ако не зборуваат за ова, ќе треба да зборуваат зошто се четврта или петта партија во Македонија, од која никако не треба да се симне од фотелја крунисаниот веде на баронот Муртинхаузен, бидејќи си имаат тие изгледа некои своји математики и чекаат, што така е да дојде Пржино 2, што би рекол Заев, мало сутра. Гледам филме, досаден филме и тешко дека ќе се повтори. Доста беше. Одиме на сериозен час сега, кај сериозна професорка. Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја вечерва е со нас и ќе ни раскаже дали е Гоце Делчев србин, како што тврдат некои историчари од Србија, и дали Илинденското востание го дигнале албанци, како што тврдат некои луѓе од Македонија. Ќе биде забавно како што извучи. Останете со нас. Започнуваме веднаш.
Вечерното шоу Петочно издание продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив, вечерва ќе имаме едно од моите омилени емисии, едно од моите омилени гости, бидејќи ќе ни држи час на сите нас, професорката Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја. Професорке, добро вечер, добре дојавте. Добро вечер, добро најдов. Секогаш уживам кога некој ќе ве изнервира, ќе ве предизвика научно и вие ќе посакате да одговорите на некои тези кои што се пласираат тука и таму, или да не речам ту и таму, бидејќи ќе започнеме од нашиот север. И со нетрпение очекувам да видам лекцијата денешна кому ќе му биде упатена и како тоа ќе го изведеме на крај. Се разбира дека знам, ама ајде вака да е подраматично за јавноста дека. Но не ја знам содржината на материјалот, бидејќи сакам автентично да реагирам, да се изненадувам. Кој ве изнервира овој пат? Некој ме изнервира, туку точно вториот термин кој што го употреби беше вистинскиот, ме предизвика. Имаше еден статус на Фейсбук од еден мој колега албанец, кој што зборува за Гоце Делчев и за кој што ќе зборуваме ние, меѓутоа предизвика лавина јавувања во институтот. Зошто не сме одговориле, зошто не одговараме, Обични луѓе ви се јавуваат? Да. Вртат телефон, кај сте ви Вртат телефон и кажуваат вие во институтот зашто земате плата, вамо таму. И сега, бидејќи не може човек да му одговара на секого и цело време секому да дава објаснувања, да речеме тие сакаат да зборуваат барем по половина час, кое што време кое што јас навистина не можам да го одвојам за сите можни јавувања и едноставно адресата на која што секогаш се обраќам кога имам идеја. Да, кога имам што да кажам, значи тоа е твојата емисија и така. Благодарам за тоа. Како почнуваме, професор? Почнуваме, значи, овој час, ете, како што го нарече ти, јас си го нареков, историски свети и светости. Значи, секој народ си има одредени личности, одредени настани, кои што не само што го карактеризираат, туку ја формираат и целокупната слика за народот и нацијата. Така што, кога ќе ви ги чепнат светиите, односно светостите, тогаш, навистина, вие не можете да не изреагирате. Многу пати, нели, сме зборувале, не само јас и многу мои колеги, за тоа како бугарската историографија и бугарската држава ги третираат тие наши светости, меѓутоа овој пат ќе кажеме збор-два и за некои други, кои што не само комшија, туку и македонски автори, албанци по етничко потекло. Меѓутоа, сакам да зборуваме за се она на кое што народот реагираше. Сега би почнала јас со еден српски историчар, кој што многу е, тоа би било првото видео кое што, ете, мене ми се најде, односно ми го испратија да го видам. Тоа е старо едно видео, меѓутоа едноставно мораше да се пушти не заради друго, туку заради контекстот, моментот сега, да. Она што сакам да го искоментирам за тоа видео, затоа што навистина многу почна да се шири и пак ќе кажам, народот реагира. Супер. Замолувам, дайте мој лаптоп режија. Тоа е едно видео на Александар Ранковиќ. Тогаш вратете на мене, изгледа треба да го исклучам PowerPoint-от за да го пуштам видеото. И сега, зошто е овој Раковиќ многу важен? Раковиќ е интересен човек, колега мој историчар. Раковиќ, така му името? Меѓутоа, Александар Раковиќ се вика, Се би требало да го гледаме на лаптоп, така? Меѓутоа, не знам. Режија, прашувам. Браво, одлично. Ајде да го слушнеме вашиот драг колега Раковиќ. Данас би можда више прихватили него оно време, али у време Краљевина Југославија не би то прихватили. И гледали су Југославију, тад су македонци, njihova politička elita u VMRO, recimo da kažem, koja je u to vreme i poluteroristička organizacija, čak i teroristička organizacija, bila pro-bugarski orijentisana. To nije ovaj sadašnji VMRO DPMN, to je sasvim nešto drugačije. Ili je to evolucija ovog starog VMRO-a prema ovom koja je dovela VMRO DPMN do neprepoznatljivog izgleda u odnosu na stari VMRO.
Овој ВМРО ДПМН веќе потсеќа на неку пројугословенску организацiju čak. Кога речете пројугословенска, мислите просрпска, предпоставам. Мислим на да, посебно на везе со србима кои су блиски, али СДСМ е исто така. Добро, СДСМ ги обвинува. Тоа што е она што јас сакам да го искоментирам. Значи, вие да кажете дека ВМРО е терористичка организација, прво треба да немате основни податоци, односно основни знаења, дека ВМРО како организација е основана од интелектуалци. ВМРО како во понатамошниот период, тоа е организација која што го сплотува целиот македонски народ. Го раководат исто така луѓе кои што навистина имаат завидна интелектуална позадина. И сега кога ќе речете вие дека Гоце Делчев бил терорист, тоа значи дека вие навистина појма немате или реално немате никаква основа за да можете да дискутирате таа ВМРО. Од друга страна, сега пак кога ќе го земеме фактот кој што овдека е изнесен, односно предпоставката што е изнесена дека е пројугословенска ВМРО ДПМН, мислам дека е најголемиот шамар за оној кој што го искажал. Затоа што кога ќе видите дека ние имавме претходно една влада која што апсолутно не обезличи, тогаш навистина нема шанси или нема можности вие да поистоветувате нешто пројугословенско, кое што нели беше заедничка држава на сите југословенски народи, со она кое што денеска се работи. Значи, ние работиме моментално, или ова власт работи на ајде да речам, санирањето на болките или лекување на раните кои што нам ни ги нанесе претходната власт. Така што вие не можете апсолутно со ништо да ја поврзите со пројугословенството. Меѓутоа, затоа сакав и да го искоментираме. Тоа и се да ги го... знаете овие тези сега, тој и Васкојевтов ги користи често тие српски свет, мрпски свет. Ова е фактички креаторот на тој српски свет. Меѓутоа, не вреди, да. Да не беа реакциите толку од луѓето, јас воопшто немаше да го спомнам. Се и бугарите го користат српски свет од нивниот аспект. Така, меѓутоа, кога сакате тоа да ја Пендаровски свртите... вчера го има во емисија, зборуваше тој за руско-српски свет влијанија во Македонија. Јас гледам, се чудам, се крстам, но... Да, меѓутоа не може, кога веќе народот реагира, вие треба и да ја кажете историската вистина. Сега, второто видео, кое што исто така беше предмет на јавувања и кое што исто така по социјалните мрежи се расшири и за кое што, да кажеме збор 2, тоа е од Душан Илич. Може лаптоп, режија? Најпознатiji Србин унијат из тих свих краева се звао, кад е одрастao, Гоце Делчев. Оснивач македонske nacije ili otac nacije nije bio pravoslavac, čisto da to ljudi znaju. On je bio unijata. Živeo kao unijata, umro je kao unijata. Голем зналац овај професорки. Да, тоа е колега кој што работи во Институтот за европски студии во Белград. Меѓутоа, вие да откриете топла вода дека Гоце Делчев бил унијат, тоа е, мислам, надвор од секоја професионалност на еден историчар. А другата работа е што после бугарите, еве и србите, нели изразиле желба Гоце Делчев да биде највеќи србин, најголемиот србин, затоа што нели неговата величина импонира да биде составен дел од нечија историја. Следната работа која што сакам да ја кажеме, тоа е еден слайд. Да, дајте лаптоп. Само може претходно да искоментираме првиот слайд за Раковиќ, ми ова е интересно. Неговата докторска дисертација е на тема рок-н-ролот во Југославија од 65 до 68 како предизвик за социјалистичкото општество. Така. Фантастично. Меѓутоа, Раковиќ се занимава и со црковното прашање и беше многу
непријатно да се чуе од негова страна дека томосот што го дала Српската православна црква на Македонската православна црква се однесува на дозволата за управување со црквите во Македонија, а не за собственост на црквите на Македонија, на Македонската православна црква. Проблемот мој е што јас навистина не се разбирам во црковната историја и не можам да зборувам за црковни прашања, меѓутоа тоа беше нешто што обичен лаик знае што значи томос, па камоли еден историчар. Меѓутоа потребата ете постојано нешто да правиме. Тој често Македонија ја користи, професор, има и други изјави. Има, меѓутоа пак ќе кажам, значи некои се до тој степен небулозни што веќе човек навистина има желба, има потреба да ги искоментира. Разбирам. Од име на Фери Арифи, роден во фамозното село Танушевци. Да. Основно училиште посетувал во Танушевци, кој тогаш се викало Лирија, средно образование во Витина, тоа е Косово, така, во општата гимназија Боро и Рамизи. Да. Боро и Рамизи, Боро и Рамизи. По завршувањето на средното образование се запишал на Универзитет во Скопје, насока историја и географија. Да. Повелете. Сега, значи, што е проблемот кај овој колега? Значи, Фери Арифи напишал еден фактички тоа е иницијалната тоа е текстот што која што ги предизвика многу нашите жители да се јавуваат нашите граѓани и тоа е текстот сега веднаш само секунда. Следниот го имате текстот да што го имаме си на портал овдека. Следниот слајд. Само една секунда. Добро. Овој слајд? Ете го, да. Ова е од текстот, кој што е од глас. Мака, Фери Арифи напишал, кој беше всушност семејството на Гоце Делчев? Зошто нашите источни соседи, бугарите и така наречените македонци, ај пред вас да не псивам, се срам ми од вас, добро? Ама, знаете што би го кажал. Се караат за личности кои се од албанско потекло. Земете го Гоце Делчев, едно од најпознатите имиња на 20 век на Балканот, како пример. Многу малку луѓе знаат дека неговото семејство било православно албанско. Неговата мајка се викала Султане Нурџију, додека неговиот татко Никола Димитри, по потекло од православно албанско племе во Струмица. Неговите браќа исто така носат чисто албански имиња. Мици, Мили и Криста, додека неговите сестри, ова као чет GPT пијан да го прашате за ова и ова ќе ви го кажа. Додека неговите сестри се викале Рушија, Цуца, Тина, Лика и Елена, имиња кои во тоа време се наоѓале само кај албански семејства во Долна Македонија и Струмица. За жал, ни една албанска академија, ниту во Тирана, ниту во Приштина, не се осмелила да ја изнесе ова историска вистина. Само неколку независни научници, како што се Абдула Мемети и неодамна Елида Јоргони, изнесоа аргументи и докази што јасно покажуваат дека Гоце Делчев бил православен албанец, син на земја што подосна го променила својот јазик, име и идентитет. Вау! Историјата не е скриена, може би се одложува, но секогаш излегува на виделина, како корени што повторно се појавуваат. Ова поетикава многу ми се допаѓа. И Али Ахмети го има то поетскот. Многу личности денес продолжува Фери, како се каже? Арифи. Арифи. Многу личности денес се нарекуваат македонци или бугари, во суштина тие биле албанци од православна вероисповед, пишува Фери Арифи. Ој сите ги изезнал. Се што и македонци и бугари се стоа добро. Има еден текст тој во кој што тврди дека античкото население во Бугарија било албанско се до 1878 до Сан Стефанска Бугарија. За кое население зборува? За тракиците? Не за сите таму што живеат во Бугарија. А на што го темели тоа? Извините, може ли ја подпрашам? Може. На што го темели тоа, ако сте го анализирали? Значи, анализата ќе одиме натаму, меѓутоа на што го темели? Една личност, пак ќе повторам, која што е, да речеме, врв во едно време. Тогаш таа личност е многу погодна за формирање на приказни околу национални митови, околу кои што ќе се врзи националниот идентитет. Така што Гоце Делчев е една приказна која што еве гледаме, значи затоа ги пуштивме и колегите од Србија. Гоце Делчев е
многу посакувана личност за да биде дел од нечија историја. Така што и албанскиот сега колега, кој што завршил историја и географија, си нашол мунасип да го извади Гоце Делчев како албанец. Сега, она што е многу интересно, значи сега е во играта на зборови, односно играта на имиња. Султана е многу често име во македонската историја, дури и Васил Дервашанов има една книга, Ономастикон, и во неа Султана како име се среќава многу често и во сите предели, а најчесто во егејскиот дел на Македонија, така што тие и Султана Нурџиева не е нити од Струмица, нити од никаде, туку е од едно село близу до Кукуш. Никола Димитри, фактички таткото на Гоце Делчев, е Никола Делчев, ма сестрата Руша, овдека е со 2 Р, затоа што во албанскиот јазик 2 Р е Р, едно Р е Р. Аха. И сега тој затоа ја пишува Руша, да. Добро. Втората, значи, сестра ја пишува Цуца, што фактички таа е Цоца. Одиме на Лика, Тина и Елена, тоа се имиња кои што фактички во целото православие, ика и власите, ика и македонците, ика и православните албанци се многу чести. Меѓутоа, што е интересно? Интересно е што браќата, значи на Гоце Делчев, Мицо, односно Димитар, го нарекува Мици. Потоа Мили, Милан е Мили, а Христо е Кристо. Кристо затоа што во албанската историја има еден многу познат деец, се вика Кристоф Рашри, и фактички поради него си го адаптирал. Ти знаете за си го адаптирал името на Питу Гули или човекот Пјотар Гури, да. Пјотар Гури, да. Ќе го спомнеме и него, затоа што е многу интересно да се каже. Она што мене ми беше предочено, бидејќи јас морам да признаам дека не ги следам многу бугарските портали, следам што пишуваат некои по-битни, меѓутоа ми го посочија ова актуелно ком и сега таму објаснува дека Вие го преземале текстот на... Таму објаснува дека е превземен текстот, дека во Македонија не им се дозволува дури ни на албанците да кажуваат некоја своја вистина, меѓутоа заклучокот е овој. Дека иако неговата теза не е вистинита, што се чини дека сепак не одговара на антибугарската пропаганда таму. Како е врза антибугарска пропаганда со овој текст? Мора да создаваат сега таков материјал, професорке, али според нив толку ние ги мрзиме бугарите што дури ни тврдењето дека Гоце бил албанец него не нашло. Не, фантастично. Антибугарска пропаганда. Фантастично. Да не знаеш кој е полуто. Не знам, сериозно не знам како го врза и се обидов да прочитам 2 пати во текстот. Јас обично не читам 2 пати текст, меѓутоа тој го прочита. Не успеав да ја најдам врската, меѓутоа тоа е тоа. На следниот слајд имаме една личност која што мислам дека во една прилика ја зборувавме, тоа е Ѓорѓе Јанов и тоа е учесник во Преображенското востание. Дајте лаптоп. Кое што надолго и широко, тој го објаснува, односно нивното Преображенско востание и даваме еден исечок, тука можеш да го прочиташ, еднаш ни е читано, меѓутоа 2 пати нема зијан, да. А Јанов пишува, но ако автономијата, како што ја разбираше Гоце Делчев, беше прикладна форма за управување на ослободената Македонија, за тракијците идејата за автономија воопшто не беше популарна. Поради низа историски, стопански и географски причини, тракиските бугари очекуваа своето ослободување да го добијат преку присоединување кон општо бугарската татковина, заедничката бугарска татковина.
Значи, ако е Гоце Ова е Делчев... која година напишано? 1950. Добро. Ако, меѓутоа, човекот е директен учесник во Преображенското Ги востание. помни, така, тој е сведок. И таму, тој е сведокот. Она што е важно, значи, доколку Гоце Делчев се борел за автономна Македонија. Не можел да се бори за автономна Србија или за автономна Албанија. Разбирам. Значи, апсолутно е непотребно да зборуваме небулози, сакајќи само да направиме некој немир. Мислам, не може... Видете, мене не ми е целта да се расправам јас овде со тие колеги. Моето место за такви, да речеме, разговори, се конференции и научни собери. Меѓутоа, овдека мора навистина да потенцираме некои работи кои што се случуваат, кои што ги вознемирува луѓето, а ние мора да кажеме што е на крајот на краиштата вистина. Малце оф топик, но не е толку оф топик. Токму вчера, тој ви спомнав пред да почне емисијата, дека најдов на една интересна Facebook група Scream History, така се вика, каде што секој втор пости дека Александар Македонски бил албанец, Македонската империја дека е денес Албанија, па не само Олимпија дека била албанка, туку и Филип по мајка бил албанец, односно Илир, нели? А илирите како претеча на албанците, нели? Или се илири, или дарданци и така. И сега се е тоа окей. Нели, секој има право да си работи како што сака, но и ние имаме право со научни факти и докази. Има и една друга теза меѓу албанската наука. Тоа е дека тие се потомци на пелазгите, значи дарданците нормално се спомнуваат. Така што да се живи и здрави, чии потомци тие работи можеме да ги разгледуваме во некоја друга емисија. Мене ми е интересно Али Ахмети кој ќе раскажува за античкиот супстрат, а при тоа нашиот супстрат го дава на пазар, вака, бидејќи учествуваше во власта, која што се пазареше. Нели, што малце е не фер, но ете, животот ги коригира тие работи, односно народот. Следната, да речеме, со радост сакам да видам што е следниот слайд. Која што навистина заслужува повеќе внимание, тоа е односот или се она што се пишува во албанските или пишуваат албанските колеги за Илинденското встание. Добро. И јас прво нешто што сакав да покажам, тоа е како е обработено на Википедија. Википедија не заради друго, туку затоа што тоа е најлесниот начин вие да добиете некоја било каква информација и да видам каква информација нашите соседи и нашите сожители албанци можат да добијат од Википедија. И таму е, таму е Криенгритја, Илинден, Шперфютерими. Добро го кажа. Криенгритја е востание. Меѓутоа, тие го пишуваат како Преображенско. Илинденско Преображенско востание. Стварно? Да. Сега, или пишуваат или Илинденско востание од август до октомври 1903 година и така натаму и даваат една... Прво на бугарски го преведуваат? И тоа е проблемот, тоа сакав да кажам. Дека целата оваа конструкција многу наликува на нешто што е направено настрана и потоа, нели, таа е трансформирана не баре во албанска вистина. Тука е и картата, и на картата точно се гледа дека повторно она потреба да се спои Илинденското востание со Преображенското востание, бидејќи така само нели бугарите ќе бидат газди на целиот тој простор, е исто така присутна и овдека. Со тоа што нашето Илинденско востание е многу интересна тема и за албанци кои што живеат во Македонија и работат во Македонија. Сега ќе го видиме Илми Велију. Ова ли е господин Илми Велију? Здраво живо, господине Илми Велију. Да, Илми Велију многу често пишува за Илинденското востание, меѓутоа мене зошто овој негов надпис ме
привлече да го гледам, да го обработам нормално, затоа што од мој интерес е да знам што пишуваат и колегите албанци за некои од нашите. Сега вака, момент само, значи тој пишува знаме. Меѓутоа тој пишува вака за архивски аргументи дека албанците го организирале Линденското востание и ја водеа Крушевската република, односно научни одговори за славомакедонските историчари, како и за албано-македонците или македонците кои зборуваат албански. А тој прави дистинкција. Тој сега, тоа ми беше и следната мисла, дека ги разликува, славомакедонците сум веројатно јас, македонските албанци, оние кои што се претопиле, нели, албанци кои што не сакаат да се кажа дека се албанци, ама тие се според него, и оние македонци кои што зборуваат албански, а тоа се македонци кои што веројатно живеат или имаат, да речеме, еден од родителите албански, или живеат во средини мешани, па зборуваат албански. Така што за сите нив ова од Илми Велију е поука. Што нас не поучува Илми Велију? Историчар, директор беше на некој музеј во Кичево, мислам. Стварно? Да. Браво! И сега вака, што ни кажува тој? Ни кажува дека цело време ја коментира една книга на Данчо Зографски, што се вика Крушевска република. И тој ни пишува, тој ни пишува вака, ни пишува дека во таа книга е напишано дека населението на Крушево во времето на востанието се состоело од македонци, власи и албанци. Тоа е напишано кај Данчо Зографски. Добро. Македонци, власи и албанци. Меѓутоа, што кажува Илми Велију во негов и пишува мој коментар. Доколку власите и албанците кои живееле во градот Крушево не учествувале во востанието, тие веднаш ќе биле ликвидирани, бидејќи биле таму во рамките на востанието среде Крушево, и затоа Данчо Зографски намерно го споменува составот на населението во деновите на востанието, имплицирајќи дека сите живееле заедно и се кренале заедно на востание. Молим да објасним и сега објаснување. Па не би можел. Па добро, јас не можам, ама значи ако ова тој го нарекува аргумент, ако биле таму, а не ќе ги ликвидирале, како? Ајде отвори еден текст, има special edition и за тега. Овде ево го бе господин. И ете така. Како сте го антиципирале ова, професорки. Значи, уште еднаш. Ајде. Ценетиот историчар, бивш директор на нешто во Кичево или музеј. На музеј, браво. Многу би сакал да ме прошети и да ми раскажува. Населението на Крушево во времето на востанието се состоело од македонци, власи и албанци. Да, ама тоа е напишано кај Данчо Зографски. Мој коментар, вели Илми Велију. Доколку власите и албанците кои живееле во градот Крушево, власи и албанци живееле во Крушево, добро, не учествувале во востанието, тие веднаш ќе биле ликвидирани. Не разбирам, јас затоа читам. Бидејќи биле таму во рамките на востанието среде Крушево. И затоа Данчо Зографски намерно го споменува составот на населението во деновите на востанието, имплицирајќи дека сите живееле заедно и се кренале заедно во востанието. Добро. Бидејќи очигледно ние нешто не разбираме. Небото е сино, тревата е зелена и сонцето жолто. И сега, што тврди овој човек? Не знам. Затоа јас кажувам дека тоа е неговиот текст. Одиме натаму што ни кажува Илми Велију. Другиот селектиран текст? Не, пред тоа имаме уште малку за Илми Велију, меѓутоа, еве вака, јас ќе го кажам. Делот кој што тој го нарекува аргумент за Димо Хаџидимов, меѓутоа дека бил албанец. Во аргументот, само момента, во аргументот Димо Хаџидимов во една негова книга, и мислам дека ја имаме на слайд,
мислам дека имаме на следниот слайд. Тоа е тоа е Илинденското восстание и поуките од него за сегашните македонски револуционери. Ево фототип Димо Хаджидимов, Илинденското восстание и поуките од него за сегашните македонски револуционери. Сега да, тоа 1923 година. Ова, значи Македонија, извинете, Македонија на македонците, Балканите на балканските народи. Да. Ова е неточно. Треба да е Македонија на србите, на албанците, на бугарите. Како го има преведено, значи како Илинденското восстание и поуката од него за сегментите македонски револуционери. Сегментите. Да. Тоа го има Илми Велију. Тој Илми Велију вика вака, дека во него, значи во текстот, ова што го прочитавме. Добро. Во него се вели дека Крушевската република представува во исто време братско друштво од неколку различни националности кои живееа заедно во тоа место и во тој историски момент. И сега оди мој коментар. Значи, коментар на Илми Велију. Вика вака, ајде прочитај го. Значи, аргумент 17 долу во фуснота е. Аргумент 17. Чекај 6. Ево го. Мој коментар има. Во него се вели, Илми Велију, во него се вели дека Крушевската република... Превод тоа мој коментар, добро. Ако историските документи вредат нешто за тројцата историчари кои пишувале и негирале дека Крушево треба да биде во собственост и на албанците. Ова е уште еден документ од Димо Хаджидимов, каде што се вели дека Крушевската република представувала братско друштво од неколку националности кои се нашле заедно на тоа место и во тој историски момент. Друг проблем е што денес албанците во Крушево не се осмелуваат да се представат како албанци. Не е точно, бидејќи ќе ги изгубат придобивките што им ги дала државата ако се откажат од својот идентитет. Значи, небулози кои што на вистина треба да се кажат. Добро, ова продирали некаде, мислам... Објавувано е неколку пати и затоа, бидејќи да е само еднаш, ќе го премолчевме. А што фајде, се политички можда треба да анализираме, што фајде би имале, освен ако ова не е екзибиционизам на еден човек или група луѓе. И ние имаме некои си луѓе кои што тврдат, како си викаш Бранко Сотировски, Зета Македонија, Бог ја оплодил планетата Земја башна матка и навако индијанците биле македонци. Има, секаде има. Еве што Илми Велију самиот кажува, мислам дека е таму подлечено. Самиот за себе Илми Велију вели... Ова од очите на присутните? Да. Тој бил на некој си собир за Илинденско восстание. И сега опишува... Сите биле изненадени од храброста на Велију. Самиот си го пишува за себе? Да. И пишува. И вели. Добро, супер ова. Од очите на присутните можеше да се види изненадување, но и многу големо прашање. Кој е овој светилник историчар кој се осмелува да ги спомнува албанците во Крушево, сега кога никој во Крушево не се осмелува да се представи како албанец. 1000 души се представуваат, ги има регистрирани, не знам како ви кажам. Откако ги поздравив присутните, реков, тоа што ќе го прочитам и што ќе го слушнете, не се мои зборови, туку документи и списи кои самите македонци и власти ги направиле во последните 100 години. И оттогаш тие списи исчезнали или се кријат во подрумите на разни архиви овде во Македонија. Подготвен сум да дебатирам со сите оние кои нема да се согласат со моите откритија и тези или имаат што да прашаат, покажат или довршат. Сега. Светилник исторички. Значи првата работа која што ќе треба Илми Велију да ја направи, тоа ќе биде една дискусија со Веби Джемаили. Со Веби Джемаили? Веби Джемаили, да, има една книга која што го обработува периодот од 1844 до 1912 година и таа носи наслов демек македонците, односно албанците во Северна Македонија. Како? Добро, ево е книгата. Само еден слайд прескочивме за Тодор Боријар, чисто да... Тодор Боријар, да, се извинувам, ајде да се вратиме на Тодор Боријар. Да, многу е важно. Темелни? Важно е, не, мене ми беше... Разбирам за Илми, ако сакате може после да се вратиме. Не. Тодор Боријар
е многу интересна личност. Еве, мислам дека може и тоа да го прочиташ. Влаф е овој? Читај сега, Влаф. Унијат и Како може култура, да е Влаф? Арманјор, ова Не, заокруженото? овдека во текстот имаме аргумент 19 горе. Аргумент 19, веднаш ќе го лоцираме. Поназад да не, назад. Назад. Добро, сега. Затоа што е многу интересно. Аргумент, чекај, 17. Аха, особен интерес представува и така наречениот аргумент 19, Да. кој се однесува на Тодор Боријар и неговите спомени. Ова е исто на ценетиот историчар Илми, така? Да, Илми. Или Велију. Илми Велију, да. Овој автор кој Илми Велију го спомнува преку посредство на други автори, во случајот на известен Михаил Андреев, наведува дека Тодор и Никола Боријар биле албанци, зашто говорело и нивното презиме. Сега затоа е книгата. Ај молим те, Но доколку пушти ја ги сега. консултираме спомените на Тодор сега, Боријар, ги ќе спомените, видиме да. што... Бидејќи Ево, нормално дајте кога лаптоп. нешто спомнуваат, ете спомените, тие се спомените, меѓутоа има едно текстче во кое што самиот Тодор Боријар, ете тамо горе. Добро. Тој кажува, Идењето на учителот Петар Рацев од Прилеп, предуслови да се формираат групи на ВМРО, кои групи работеа за прибирање на оружје и други материјали. Пролетта 1896 година. Во куќата на Матејца се заколнав дека ќе служам честно и ако треба ќе го положам животот за делото. Тоа стана во куќата на Петар Рацев. Подадената заклетва и одржаниот состанок се донесе решение да станам агитатор и инструктор на влашките младинци, од кои и јас потекнувам. Тогаш добив инструкција од раководното тело на ВМРО и закажав состанок со младинците Тодор Маја, Вангел Паре, Наневци, Горчу, Лаќу Конче, Таќа Копачот и други. што е она што овде мене ми е потребно за да Му одговорите на Илми Велију. за да го повргнам овој аргумент 19 на Илми Велију, тоа е дека и самиот кажува дека тој бил инструктор на влашките младинци од кои јас потекнувам. Да. Ако тој сам така кажал. Значи, Илми Велију најмалку има право да кажува дека нивното презиме било албанско. А може би не Кога знаел веќе- дека бил албанец. Ама ако така? веќе работиш историја, не можеш да не го провериш фактот кој што податокот кој што го изнесуваш како факт. Тоа не може да се случи. Одиме сега на натаму на Джемаили. Веби Джемаили, во неговиот труд спомнува во едни барем мене така ми се чини, Дајте лаптоп, може да го видиме. текстови Има убава кои што насловна. самиот, да. Многу ми се допаѓа оваа насловна кои што страна. самиот си ги пишува и самиот веројатно си верува во нив. Албанците во Северна Македонија во борбата за независност, за национална независност. Од 1844 и 1914. Значи, како историчар, пак ќе кажам, не кажувам како човек кој што не се разбира од овие работи, туку како историчар на она што претендира и колегата Веби Джемаили, вие во 1844 и 1914 да наведете дека овдека или дека во тој период е Северна Македонија, вие треба во најмала рака, и затоа кажав дека тој сам си пишува и сам си верува на она што си го пишува. И многу е показателен еден негов текст кој што треба навистина да го видиме и да го дзирнеме. Мислам дека има нешто кое што е подвлечено во тој текст, и се вика Илинденското востание беше против албанскиот национален интерес и тој таму пишува. Добро, тоа е оној другиот од порталот што го покажав, сега ќе го прочитам, Да. така? Ова е на Веби Джемаили. На Веби Джемаили, да. Добро. Така во својот текст Илинденското востание беше против албанскиот национален интерес. Пишува дека во тоа време албанското национално движење беше во повисок стадиум и многу поорганизиран од словенско-македонското движење. Затоа албанците и нивните лидери немаа потреба да го следат ова движење, кој првенствено му наштети на политичкото движење на албанците и ги стави во позиција на подстанари во нивните автохтони домови. Во овие краишта на Албанија, тоа е пола Македонија, така според него,
се создаваше нов владетел, многу пожесток од турскиот. На кого мислив? Ајде, читај. Затоа албанците немаа причина да го поддржат ова словенско востание, кое беше против албанското национално прашање. Илинденското востание не беше поддржано од водачите на албанското национално движење. Зошто, вели Веби Джемили, муслиманските албанци и нивните водачи не учествувале во Илинденското востание? Тоа е затоа што албанските водачи биле убедени дека востанието ги загрозува националните интереси на албанците, се мисли. Затоа албанските водачи не само што го игнорирале ова словенско востание, туку и се бореле со сите средства што ги имале. Аха. Албанските водачи знаеле дека зад востанието на источните албански територии стои руско-бугарска политика, вау, која делувала на штета на албанците и против нивната борба за автономија. Мајко мило. Денес словенско-македонската историографија манипулира со манифест кој воопшто не постоел за време на востанието. Но во рака има уште еден манифест датиран од 6 август, каде што се труби македонска автономија. Затоа овој манифест е измислен од секојдневната бугарско-словенска политика за да ги измами големите сили, дека во ова востание учествували и албанците. Како што е познато, знамето на востанието е донесено во Крушево од Бугарија. Сега, значи, знамето го везат 4... Ме измори, психички ме измори ова. Ова е, читаш и паралелно процесираш. Викаш, чекай, чекаш. И после пак наредниот збор викаш, чекай. Па наредниот збор викаш, чекай. Ќе биде поарно. И ово историчар, ценетиот господин Веби Джемили. Беше и пратеник во Македонско собрание. Стварно? Да. Што сум пропуштил јас, Сега, зашто порано сум немал емисија? Ако е активен, уште јас би го викнал да ми образложи. Многу интересно би било. Интересен. Да. Еве, од јавна покана. Крушевското, да, знаме, тоа е фактички знамето на Битолскиот револуционерен округ. И него го везат, знаеш веќе... Знам, го везат Фотинка Петрова Тинче, Аспасија Димева Јакимова, Анета Спирова Олчева и Василка Стефанова Христова. Така. Чисти албанки. Да. Не бугарки, што се овие? Не знам веќе. Србинки. Тие се учителки во Битола, кои што, значи, Тинка има оставено своји спомени околу тоа како е везено тоа знаме, така што навистина е, мислам, толку бедно да спомнувате нешто што навистина нити сте провериле, нити сте кажале, не знам со која цел, може би и знам. Меѓутоа не би сакала да бидам толку остра колку што мислата ми е во моментов. Она што е многу важно за тоа знаме, тоа е дека Даме Груев, Атанас Лозанчев и Борис Сарафов, тие имале, мислам, тие го имале целиот багаж на тоа да се заштити се од востанието, се она што останало, така што Борис Сарафов му биле дадени поголеми ингеренции од колку што веројатно во тој момент можел да носи. Тој го има спакувано тоа знаме и го има однесено во Софија. Има писмо со кое што и Груев и Атанас Лозанчев му го бараат знамето, да го врати таму каде што му е местото, затоа што тие таму точно пишуваат, ја цитирам, местото на нашето знаме не е во Софија. Меѓутоа и денеска претпоставувам јас, не сум го видела и не можам да зборувам дали е таму, меѓутоа најверојатно е во Софија. Сега, бидејќи завршивме со Велију, ми ветувате? Да, сега одиме на Халим Порелко. Ама насмевка не ми се допаѓа. Тоа е еден колега кој што знае да работи. Ќе ме вознемири, а знае да работи. Добро. Не, тој знае да работи, меѓутоа ќе те вознемири, меѓутоа ако нека. Не, да. Нека е само студиозен. Не е од оние што пишуваат и сами си веруваат, да не се осеќам како мозочни удари да имам дури читам. Не е ни многу благонаклонен, да речеме. Нема проблем за тоа. Илинденското востание и јас јас прифаќам дека јас имам други документи, тој има други документи, меѓутоа пак ќе кажам, нашите аргументи ние ги презентираме најчесто на научни собери и таму фактички се кршат копијата, овдека само пренесуваме она што тие напишале. Живо ме интересира што има господинот Халим Порелко, дајте лаптоп да каже
Криогените или не, добро. Тој вели вака. Бидејќи бугарската влада беше креатор и поттикнуваш на револуционерното движење. Неточно. Логично, целта на востанието беше одредена врз основа на интересите на бугарската експанзионистичка политика. Неточно. Одиме. Во овој контекст, бугарските окрузи оценија дека тоа засега не е можно соединувањето на Македонија со Бугарија, но не и нејзината автономија. Неточно. Затоа целта на востанието сега била да се постигне афирмација и наметнување на македонското прашање. Неточно, за решение пред големите сили, на начин што ќе оди во корист на секоја државна политика на Бугарија. Точно, ако кажеме дека Бугарија сакала да пропадне востанието, за да после македонците го гледаат своето чаре само преку соединување со Бугарија. Да продолжам? Тој пишува, истиот овој Халим Пурелко, за бандите и востаниците, селата со муслиманско население секогаш биле цел на притисок и напад. Така ноќта на 2 август и во текот на 3 август 1903 година, покрај вооружените напади на војни пунктови и објекти на стратегиска инфраструктура, бугарските банди и востаници, од кај овој Халим, извинете? Од Македонија? На Тетовски универзитет предаваше, тука е во Скопје. Уште предава? Не, во пензија. Бугарските банди и востаници го нападнаа и цивилното население во албанските и турските села во санџакот на Манастир и Надвороднико. Извинете, што предаваше овој на Тетовски универзитет? Историја. Некој контролира ли наставно-научна програма и кој што предава? Читај, нема да имаме време. Тие првично нападнаа 6 албански села во областите Манастир, Ресен, Крушеви и Кичево. Грешно го напишал, требало Крчова, нели? При овие дејствија востаниците палеле куќи и врини, тоа се бали со слама, трева и жито, и се обиделе да влезат во селата. Пред нападот на бугарските банди, албанските и турските селани биле принудени да се бранат, при што во албанските села биле направени вооружени групи. Нападите на комитите врз албанските и турските села на санџакот на Манастир продолжи во наредните денови. Бугарските комити и востаниците речиси секоја вечер палеле низа кули и имоти на албанци и турци, додека во селата на албанското и турското население им бил ограбен добитокот. Има уште? Уште малце. Во меѓувреме, Белул Ариф Наџак бил комита, сега да кажем? Да. Во одредите на војводите Чаулев, Алабакот и Петре Лесов. Во меѓувреме на помасовен начин во востанието особено се вклучија албанците од православна вероисповед, од албанското Маалово Крушево. Меѓутоа имало поединци и помали албански групи или изолирани случаи кои соработувале со бугарско-македонските комитети и нивните комитети или се вклучиле во востанието од политички причини, но се чини дека овие албанци не биле свесни дека се манипулирани од бугарско-македонските комитети за да се реализира бугарската експанзионистичка кауза. Ете така. Значи, што е сега прашањето? Ако едниот тврди дека е албанско, ако другиот тврди дека е против албанските интереси, ако третиот го тврди ова што го тврди, дека само албанци со православна вероисповед се приклучиле. Тогаш имаме еден многу голем проблем со документацијата која што јас ја имам, ја поседувам, меѓутоа која што ќе ја кажеме малку подоцна, затоа што има уште еден историчар Арбер Лала. Немате милост да не замене професор. Арбер Лала, тој пишува за Илиндетското востание дека има бугарски карактер, нормално, и продолжува. Ајде се читај. Ако не сакаш да читаш, ќе читам јас. Не, нема проблем. Арбер Лала... Како во сомнително лице ја прашам, да читам. Арбер Лала. Тој пишува. Прво вака, да прочитаме. Прво, што Илми Велиу има кажано за овој? Илми Велиу зборува за... Лала. Ова е одбрано друштво. Вели, ако го негираме учеството во ова востание, тогаш мора да потврдиме дека од Турција не ослободија србите, грците, бугарите и славомакедонците. Изненадени сме од теоријата на историчарот Лала, кој постојано споменува дека албанците ослободиле Грција од турците и дека албанците ја направиле држава на чело со Бочар, а сега упорно го негира учеството на албанците во војните и другите востанија против османлиите. А во текот на сите тие војни, албанците биле принудени да се борат заедно со некого.
Значи, да, сега спори Илми Велиу Критика кон- со тоа дека албанците ја ослободиле Грција од турците, ама не си се бореле за себе. Да. Меѓутоа, албанците требало секогаш да се борат со некој друг за да добијат своја фактички слобода. Сега можеш да го читаш што пишува Лала. Значи, Лала е пишува. многу проблематичен. Тој пишува дека широката маса албанско население што живее во селата Костур и Флорина Да. него поддржава востание, бидејќи тоа немаше карактер за ослободување на народите што живееа во географска Македонија. Туку целта беше контрола на Македонија од страна на бугарските сили. Востанието започнало откако бугарите не ги убедиле големите сили да ги прошират границите на нивната држава, како и разните бугарски организации не можеле да го убедат словенското население во географска Македонија за големо востание да и се придружи на Бугарија. Од 1880 до 1905 година различни грчки, српски и бугарски мисионери шетале низ селата во Македонија, за да ги забележат жителите, нивната верска припадност и националност, како и да ги опишуваат патиштата од село до село и градови. Тенденциите на двете влади, бугарската и српската, се судрија на западно-североисточниот терен, западно-североисточен, ова прв пат гледам, ама браво. Но она што тие го нарекуваа Македонија, односно во источните и североисточните провинции на Албанија. Значи, што туку започна фронтот на се пожестока војна, придружена со пропаганда, литература и етнографија на Македонија. Вау! Така групите бугарски организации, за да ја подигнат свеста на големите сили за присоединувањето на Македонија кон Бугарија и основале милицијата и паравоените сили, го кренале востанието што ќе се вика Илинденско. Да. Значи, сега испадна дека Илинденското востание е кренато заради одговор на србите и бугарите и таму, значи, немало албанци. Така, одиме Немам натаму. коментар. Одиме натаму. Ајде сега збор 2 за колегата Неби Дервиши, И тој предава кој на што во исто место така, кај- да, кој што исто Халин така Порад. е многу интересен. Меѓутоа, човекот има навистина дела кои што вредат да се спомнат. Во случајов за Илинденското востание тој пишува 30 минути само да посочам. Албанците, власите и бугарите се учесници во Илинденско... Албанците, власите и бугарите. Аха. Се учесници во Илинденското востание. Тоа го докажуваат историчари и документи од познати светски и регионални архиви. При што додава дека врз основа на документи од странски архиви, главната улога во Илинденското востание ја имале албанците, власите и бугарите, а македонците не се спомнати во ниту еден документ. Дервиши вели, без албанците немаше да се случи Илинденското востание, поради придонесот што го дадоа за ова востание и покрај тоа што беше локално и траеше 12 дена. Впрочем, албанците ќе учествуваат и во органите на управување на републиката, како на пример во собранието на Крушевската република, кое во овој град го формираа вкупно 60 лица, 20 беа албанци, 20 власи и 20 бугари. Улогата на албанците во ова востание и во она што следеше потоа покажува и тоа што во владата на Крушевската република имало двајца православни албански министри. Командант на, ево го, на борбената единица на ова востание бил Пјетер Гури. ете, од тука Извинете. излегувам. Извинете, стварно се извинам. Пјетер Гури, тоа е Пито Гули за оние кои не знаат. Пјетер Гури бил командант, додека според сите тогашни документи и истражувачи произлегува дека Никола Баљо бил еден од министрите, а вториот Ѓорги Чаче, кои се споменуваат како членови на владата на Крушевската република. Значи, за Ѓорги Чаче воопшто никој не спори дека е православен албанец и дека учествува во владата. Меѓутоа, има многу работи кои што се многу спорни околу именувањето на Питугули. Значи, сето тоа е толку Пјетер Гури. невкусно, што, да, сето тоа е толку невкусно, што навистина историската наука апсолутно не може никако да најде било каква врска на Питугули со албанско потекло. Одиме натаму, имаме уште еден интересен човек кој што фактички е Мерсим правник. Максути.
Мерси Максути. И тој има една книга која што е многу интересна. Тоа е правно-уставниот и политички аспект на државотворниот статус на албанскиот народ во Македонија. И има еден дел за Крушевската република, каде што многу убаво опишува некои работи и вреди да се чујат. Океј. Мерси Максути вели: научното расветлување на државноста на македонските албанци на уставно ниво бара прелиминарно расветлување на историската заднина на овој статус, секогаш имајќи ја предвид внатрешната демографска структура на републиката. Албанците и македонците се обидуваат да се обединат 14 века. Во борбата за екзистенција меѓу албанците и македонците се подразбира дека имало инциденти и конфликти, но и покрај многуте разлики, историјата на популарните легенди не препознаваат конфликти од големи размери меѓу етничките групи. На 2 август 1903 нема место на страниците на настаните запишани во историјата на Балканот. Национално-ослободителното движење на македонскиот народ е тесно поврзано со она на другите народи. Зародишното востание беше подготвено и доби поддршка преку поддршката и активностите на другите угнетени народи. Овој стремеж беше силно изразен во Крушевската република. Братската поддршка што албанците му ја дадоа на македонското движење најдобро беше изразена за време на Илинденската крстоносна војна. Општиот народен национално-ослободителен карактер на Илинденското востание, прогресивните цели изразени со идејата за целосна рамноправност меѓу народите. Значи, има уште. Има уште, меѓутоа не можеме толку да посветиме внимание. Дека темелот на заедничката војна меѓу македонците, власите и албанците е Крушевската република, и Крушевската република е најславната страница во историјата меѓу односите на македонскиот и албанскиот народ. Така што кога ќе видите колку луѓе и како пишувале, просто се изненадувате и гледате дека нема ниту конзистентност, ниту допирна точка со документацијата која што ние можеме евентуално да им ја дадеме во владение и да можат да си помогнат за да го доодгатнат Илинденското востание на најдобар начин што можат. Дополнително имаме сега и еден косовар, албанец од Косово, кој што навистина вреди да се прочита, да се види, само многу кратко е тоа, нема да се задржиме. Јусуф Буџови, тој е новинар. Тој е новинар, Македонија од антика до денешно време. Да, до денешно време. Ќе прочитаме дека она што ви го кажав. Да, во овој концепт Бугарија се стремела, да. Со овој концепт Бугарија се стремела, зашто? За Илинденско зборува? Па мораме затоа што ако одиме на Александар Македонски тенки се за. Ама јако би било, но добро. Со овој концепт Бугарија се стремела да постигне две политички цели во согласност со своите хегемонистички интереси. Прво, да ги обезвредни вилаетите на Косово и Манастир како албански вилаети, на битолски мисли, и да ги одвои оние од Скадар и Јанина од отоманската администрација. И второ, да го претвори македонското прашање, покренато за постоењето на мешан словенски етникум кој зборувал јазик сличен на бугарскиот, но каде што имало и влашко и грчко население, кои имале заедничка припадност кон православното христијанство, каде што православните цркви, грчката и бугарската, действувале на конкурентски начин во политичкото прашање, кое би го заменило албанското. Ова имало за цел да спречи каква било независна албанска држава. Ајде сега да кажам само и 20 колеги ќе спомнам мои кои што се починати. Меѓутоа имаат напишано неколку труда, дека навистина немаме време да ги кажуваме затоа што не гази времето. Меѓутоа Шукри Рахими и Масар Кодра не можеме да ги прескокнеме, тоа се историчари кои што работеле и живееле во Македонија подолг период. Масар Кодра потоа замина во Приштина, меѓутоа има работено во Институтот за национална историја и фактички јас сум дојдена на неговото место кога тој заминуваше. Што е интересно за нивните трудови? Секаде зборуваат за соработката меѓу македонските чети и албанските доставувачи на оружје, луѓето кои што помагале на секој може начин да се презентира, односно да се
покаже дека и тие се незадоволни од османлиската власт, дека и тие имаат иста намера, значи исто како што Гледстон кажал дека Македонија треба да биде на македонците, тие сета таа теза ја не ја превртува, туку ја трансформираат во девиза Албанија на албанците, и тоа е фактички тие две поенти, Македонија на македонците, Албанија на албанците, е комплетниот спиритус момент, односно движечка сила на вестникот Автономија, кој што го издаваат македонските и албанските дејци, во Лондон. Што ми е зборот? Зборот ми е дека колегите кои што дотогаш или досега работеле на тоа прашање апсолутно не можат во ниеден контекст да се стават со многу од ова до сега што го кажавме. Сега, бидејќи документите кои што јас би можела да ги донесам овдека за Илинденското воздание се премногу, јас отидов на една варијанта која што ги прикажува само фотографиите кои што ги имаме по светот. Така што ете, тоа е, може да прочиташ англискиот новинар Ричард Катон Вудвил престојавал во Македонија за време на Илинденското востание и на 10 октомври 1903 година објавил графика под наслов Бугарија и Македонското востание, во која го представил бруталното однесување на бугарската војска кон македонските востаници. Во описот на графиката се вели: чета војници уапсена од бугарската редовна војска, токму кога тие преминуваат бугарско-турската граница, односно бегаат наши во Бугарија и овие ги апсат. Ете така. Следниот слайд е исто така интересна една. Овдека на мечот пишува, гледате, Бугарија, а на долниот, Македонија. И Бугарија со мечот главата. Сечиш главата. Кој е овој говор на автор на овој говор на омраза, да видиме? Во архивите на Соединетите Американски држави има голем број историски документи што фрлаат дополнително светло врз историските настани од минатото на македонскиот народ и Македонија. Споменатата архивска граѓа е особено значајна ако се земе предвид дека историското минато на македонците се прикажува врз основа на неутрална призма и без надворешни влијанија или зацкриени агенди. Точно. Во овој контекст е и карикатурата објавена од американскиот хумористичен магазин Пак. Карикатурата е објавена на 6 октомври 1903, 4 дена пред оваа другава. На насловната страница на споменатиот магазин во текот на Илинденското востание во Македонија, како и дворските игри на големите сили и балканските држави, вклучувајќи и на Бугарија околу македонското востаничко движење. Уште еднаш, прво овдека како puppeteers ги држи тука овој велики брат, во кој што Бугарија сечиш главата на Македонија. Така. Следниот слайд, тоа е од Чешка веќе. Покрок по војне. Да, и во него се зборува точно дека, ете, горе пишува македонците фрлаат бомби, македонците ова, македонците она. Ако сето тоа странците сите го виделе, го чуле, го разбрале, не успевам да разберам како во овие времиња не можат некои од колегите сето тоа да го видат. На следниот слайд нам ние човекот кој што го спомнавме, тоа е Ариф Белул Наџак. Тоа е албанецот кој што има добиено илинденска пензија затоа што има навистина учествувано во сите подготовки и во сите борби околу илинденското востание. Многу често да соработувал со македонските дејци, односно бил во четата и на Петар Чаулев и на други водачи, и за него има едно цело досие во државниот архив, сега нема да кажам дека се наоѓа во чавкарницата горе. И одиме, мора да кратиме, многу ми е жал што вака немаме време за се да кажеме. Имаме 18 минути. Оди натаму сега имаме еден човек кој што исто така е... Овде Ариф Белул Наџак, нели, добро, го опишете. Можеме, еднаш го читавме. Да, го читавме, кажува се борел... Само сакам да кажам дека да, тој е човекот кој што навистина сите го посочиле дека
постојано бил со нив, дека навистина Има работел. или индијанска споменица да, меѓутоа Наџак не е православен албанец. Одиме натаму. Стефан Ролев. Стефан Ролев е сега, тој е еден многу интересен лик, кој што исто така бил во тие многу значајни моменти за македонската историја, активен, постојано бил присутен во Леринско, инаку тој е роден во Врбени. И ајде, ако сакаш, можеш, не живеел 104. Има една биографија која што ја донесов оригиналната, тоа е оригинална негова биографија. Со негови, не, ова е фотокопија, не носам оригиналот, инаку требаше со ракавици да фаќ. Но копија од оригиналот. Копија од оригиналот е тука, да, со неговиот подпис, со неговиот, да. Дајте камера. Сега, Кај мене. Значи, тоа е, да. Океј. Биографија на Стефан Ролев. Ајде, само тоа што е подвлечено. Јас, Стефан Атанасов Ролев, роден сум во село Врбени, Леринско, Егејска Македонија, во 1871 година. Аха, на Википедија не е, точно пишува 65 дека е роден. Ете така, што сакам да кажам. Значи, секогаш кога работите историја, може да ви изненади историјата. Меѓутоа, само оние документи кои што имаат свој рачен подпис, кои што имаат свое значење, тие се оние врз основа на кои што вие се поведувате. Независно што мисли Википедија. Ова Врбени беше Екшису, после што така Екшису. Да. Значи, роден во 1871 година од средна земјоделска фамилија, како чистокрвен славјанин македонец. Да, и тој вториот дел може. Уште како млад од 17-18 години бев загреен со идејата за ослободувањето на Македонија од турското робство и створување на една самостална Македонска република. Овој Тито, знаете дека ова Тито го има направено, така дека отишол во 1800, добро? Да, и има уште еден дел, тешко е за читање, знам. Село Пателе, Леринско, но за нашата појава исто... Не, подолу, само тие што се... Да не... По тој начин селото Пателе беше сардисано, отвори се нерамна борба во која беше убиен нашиот прославен војвода Марко Лерински, заедно со двајца четници, а во таа борба јас бев ранет. Това сражение стана на 24 јуни 1901 година. След смртта на војводата ни Марко, нашата чета се растори и појќе од нас четниците образувавме нова чета на чело со војводата Леко Церовчето. По неколку месеци од тоа дојде при нас во село Чеган со двајца четници првоборецот за Македонија Гоце Делчев на ревизија и договор, а тогаш јас напуштив четата на Леко и се придружив со Гоце по негов предлог. Тој тогаш ме зеде во село Чеган за свој личен секретар. Те му помагав и во уредувањето на реоните. Гоце Делчев остана при нас во Воденско околу 1,5 месец, па си замина по други околии и окрузи. След тоа јас се префрлив во Леринско и стапив во четата на Леко, каде останав се до 903, односно Делинденското востание. Значи имаме човек кој што од прва рака нам ни кажува некои работи и кои што навистина треба да се испочитуваат. Подписот негов. Да, сега значи Стефан Ролев има испратено, односно оставено едни сеќавања до Институтот за национална историја. Добро. И исто така со негов подпис, со негова своерачен подпис, во кој што зборува за малцинствата. Дајте лаптоп, може да покажувам. Да. За малцинствата кои што помогнале во кревањето на Илинденското востание. И сега на првата страна, не таму, на првата, тука, кажуваат дека, Мили другари, за моје пријатно изненадение добив вашето писмо и со голема радост ви одговарам за оно што ве интересува. Доколку моето памтење може во тоа да ми помогне. Идејата да се борат другари од разни националности. Да се барат? Да. Другари од разни националности кои што помошта наши
Нашиот покрет кој што Нашиот поможи покрет ја нашиот заслужува, покрет. пошто Илинденското восстание беше едно од Редките. тиме што уште под неговата Успеа. успее под неговата застава да Покрени. Многу ми е ситно, покрени чак и турци против државата на која што беше тоа восстание уперено. А тоа баш величи уште повеќе нашата епопеја. Зашто јас лично Многу жалам. добро, јас лично многу жалам што нема да можам наполно да одговорам на вашиот позив, али ќе се старам колку можам да бидам по Исчерпителен. Сега, што кажува во ова писмо? Кажува дека во Илинденското восстание и во организацијата, во периодот, значи, за кој што зборуваме се до 1912 година, голем придонес имале власите, потоа после нив идат турците и арнаутите, христијани и муслимани. Сега, овдека, значи, во вториот дел, вториот документ што е објавен, таму ги дава поименично, значи, албанците кои што учествувале во подготвувањето и помошта која што тие ја дале. Ибраим Али, Сефедин Махмуд, албанецот, двама албанецот. Така, значи ги има напишано сите кои што помагале, односно на кои што се сетил, и сега вика, дури и селата Плешевица, вика муслиманско арнаутско село. Значи Сулјо Али Ага бил од тоа село. Ибрахим Ага пишува албанец муслиман. Сефедин Махмуд, албанец од Неселич, албанец муслиман. Значи, сите оние кои што ги наведува овдека, а се албанци, се претежно муслимани. Така што паѓа во вода и тезата дека колегата која што ја презентираше, не паѓа во вода, паѓа во Атлантски океан, таму на Маријана Тринч паѓа, Индиски. Дека Илинденското восстание го поддржале само оние кои што всушност биле православни, бидејќи таквата теза би можела да оди во прилог само за Преспанскиот регион. Во тоа време преку Преспанското езеро, со Кајчиња и преку Охридското езеро биле пренесувани оружје, било пренесувано оружје, биле пренесувани сите оние потрепштини кои што биле за потребите на организацијата и за организирање на восстанието и за вооружување на населението, така што единствено кога зборуваме само за православни албанци во Илинденското восстание, не можеме никаде да ги најдеме, односно да ги посочиме местата каде што од кои што тие би потекнувале. Во многу села кои што ги спомнува Стефан Ролев се или чисто албански или се албански и турски. Она што, значи, само една дигресија, Стефан Ролев, да знае народот, бил 3 пати осуден на смрт од монархофашистите во Грција, така тој самиот ги нарекува, кои му го зеле целиот имот во Лерин. Не еднаш, не 2 пати, 3 пати на смрт бил. И на крај починал на 90 и кусур години. Да. И знаете, кога ќе ги прочитате сите овие работи, ви останува единствено само да отворите албански документи објавени. Добро. Тоа се налик на документите кои што во 1983 се објавени од Филозофскиот факултет, во кои што се пренесени најзначајните документи и за најзначајните настани од една национална историја, и јас тука ги отворив, нели, тие документите, актата Илинденски комтар. Дајте лаптоп. Тие се од 1878 до 1912, што значи дека во тој период би требало да биде застапено некаде и Илинденското восстание. Треба да го има восстание. некаде, така. И сега, кога почнувате да читате, таму гледате дека имате некои Ова е од Академија на науки во Тирана. Во Тирана, Албанска академија на науки. Ови се официјални документи, оно што имате. Официјално. Не графчиња, не халуциногени, ЛСД, она... Не.
Така, под влијание на индиски тревки нешто него? Да, ова е веќе официјалната наука на албанската држава. Вие знаете добро. Што има? Значи ги има сите оние значајни писма што се испраќани до големите сили. Значајни документи кои што се напишани од албански дејци, како сами фраши, како наинфраши, значи се она што фактички ја дефинира албанската нација. Сега во периодот за кој што нели зборуваме, едниот документ кој што тука може да го покажеш горниот дел на документот, значи да се види, да се види само датумот. 14 теторше? Од октомври. 14 октомври 1903 година. Да, а другиот? А другиот е... Чекај. Ова истата слика ви летнала тука, професор. Истите се двете? Да. Добро. Значи првиот беше од март, од мај, извинете. Првиот од мај, а другиот а вториот е од октомври. Добро. Значи во тој период, точно се одвива Илинденското востание. И доколку една, да речеме, сериозна наука, која што во секој случај држи до себе, би можела да превиди еден ваков текст, односно едно вакво востание, да не го стави било кој документ кој што ќе се однесува на Илинденското востание поврзано со албанската историја, тогаш навистина или албанската историографија намерно го игнорира. Намерно не сватила дека... Или не на нивото на Илми Велију и останатите. После тоа, откако ги прегледав сега, значи овдека ги давам само едни од документите, бидејќи ако почнеме секаде да ги прегледуваме, секаде е истата ситуација. Втората работа која што нели треба да ја видите во една ваква констелација на пишувања, тоа е учебник по историја. Учебникот по историја кој што јас го гледав, тоа е Историја 2. Може да го дадете, да. Меѓутоа, тоа е за 6-то одделение. Добро. На првиот слайд тука може да видиме дека е печката фактички лига, што е после президентската лига, значи тоа е крајот на 19 тоа е крајот на 19-тиот век. И следните, значи јас ги сликав намерно со нумерацијата, за да види дека се последователни. 179-та страна, 180. Меѓутоа 181-та страна, еве имам јас одбележано што има тука. Битолски конгрес. Битолски конгрес. Значи Битолскиот конгрес апсолутно е еден настан кој што исклучително важен. Апсолвирање на албанската историја е еден од да речам за културната историја е најважен. Така што ако вие како нација сакајќи да ги образувате своите деца, односно своите потомци, не го напишете Илинденското востание како ваш приоритетен датум, а го ја напишете Лигата во Печ, која што да речеме многу барем за општата балканска историја, многу неважна за албанската историја, нормално дека е многу битен датум, и скокате веднаш на Битолскиот конгрес, 98. Битолскиот конгрес вам фактички ви покажува дека кој е нивото или значењето на празниците кое што е за таа албанска нација. Така што, еве, тука некаде јас ќе завршам. Точно на време да ви кажам. Да. Имаме 3 минути, вака за да сумираме впечатоци. Ако сакате малце медитација, вака да бидејќи ова беше... Нема потреба, поминав јас медитацијата. Да, вие сте го прошли материјалот. За мене беше малце травматично на моменти. Многу работи, значи можевме да кажеме уште, меѓутоа чинам дека е доволно. Не заради друго, за да кажеме дека некои историски свети и некои историски светости за еден народ не можете да му ги газите или да му ги погазувате, независно дали вам ви се намерите да бидете политички интересен,
во даден историски момент или во дадена констелација на некои политики кои што се водат во одредена држава, бидејќи сето тоа значи урнисување на сопствениот кредибилитет кој што вие сте се обиделе да го градите како историчар во една држава. Она што мене ми е жал, јас навистина не знам што учат нашите студенти, односно студентите на Тетовскиот универзитет, знаејќи ги колку добри историчари има таму. Не можам да не го спомнам, ајде Рамадани, не можам да си ја спомнам и Албнора Муса, меѓутоа сакам да кажам дека некои изливи на потреба, тие се бескрајно професионални. Добро. Значи, тоа се професионалци кои што едноставно ве пленат со тоа што го пишуваат и начинот на кој што го пишуваат. Вие може да не се согласите со некои делови од нив. Меѓутоа, коректноста во нивното пишува и во нивната работа е во тоа што секој оној, да речеме, нивен настап завршува со тоа, можеби не се договара, односно не се согласуваме, меѓутоа можеме да се договориме, да седнеме, да размениме документација, да размениме мислења и навистина на крајот на краиштата да се разделиме како професионалци, за тоа што во нашата струка е многу битно да имаме разбирање и да сакаме да споделиме документација, бидејќи јас, например, можеби не можам да одам во некои архиви во кои што тие можат, а тие не можат да одат во архиви во кои што јас можам. За разлика од оние кои што тврдат дека на Гоце сестрите се мислам, добро. мајка му била Султана Нурџиев. Но добро, гледаме таму многу конфликтни, сега само да сумирам во 60 секунди. Халуциногени погледи на историјата, као халуцинација, мислам, нели, ChatGPT халуцинира, кога не знае, измислува, тоа се вика, нели, халуцинација во современиот речник. Така и овде има халуцинации, но ChatGPT тоа го прави бидејќи ние му даваме задача. Те молам, кажи ми нешто, и овој кога не знае, импровизира, односно халуцинира. А овие зошто го прават тоа, освен да, ако сакаат да се интересни или контроверзни, окей, но другата причина, ако бараме некоја политика позади, е да идентитетски не негираат. Да се внеси некое чувство дека албанците се недоволно истражени, не им се дава простор да се искажат. Од антиката? Не, меѓутоа вие кога имате еден институт кој што само се занимава со албанска историја, литература, култура, вие не можете ни таа теза да ја продадете, затоа што таа институција си е самостојна научна институција и може да работи онака како што заработи. На крај би повикале да седнат на маса на еден симпозиум, овие двајцата Срби остарти овие неколку албански историчари и да уживаат полемизирајќи чифе Гоце Делчев. Мора да завршуваме тука, професорке. Благодарам и на вечерашниот час, беше уживање во поголем дел од емисијата, имаш малку исмеање, ке ме извините, нели, на ставовите на вашите колеги. Се гледаме во следна прилика, професор доктор Катерина Тодоровска. Фала ви што останавте со нас до самиот крај, до четврток по 22:30 стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добро mek Македонија, главата горе.